Добар ден, почитувани. Вие следите најновата Телма амбуланта. Промени во менструалниот циклус, ненадени налети на топлина, анксиозност, замор. Дали сето тоа е дел од нормалното старење или пак знак дека телото бара повеќе внимание? Што е тоа перименопауза и колку ја познаваме оваа фаза во животот на жената? Дали жените добиваат доволно информации и поддршка во овој чувствителен животен период? На оваа тема денес разговараме со професор доктор Снежана Марковиќ, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по блокот реклами, а ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма. Останете на Телма. Која ретко се зборува, а ги засега сите жени. Што се случува со хормоните, телото, умот за време на овој животен период? Велат дека перименопаузата има 1000 лица, дали тоа значи дека секоја жена ќе искуси различни симптоми? Имаме бројни прашања што ќе ги упатиме на професор доктор Снежана Марковиќ, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Професорке, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добре ве најдов. Денеска имаме една интересна тема. Пред малку ми споменавте дека голем дел од пациентките денеска во амбулантата кај вас биле дојдени токму за перименопауза. Сега повеќето од нас имаме слушнато за термините менопауза и климактериум. Но што е тоа точно перименопауза и колку време пред менопаузата може да се јави? Значи, за да зборуваме за менопаузата, треба да кажеме прво по дефиниција на Светската здравствена организација дека се работи за 12 последователни консекутивни месеци на губиток на нормалниот менструален циклус. Без разлика дали тој настапил физиолошки или пак јатрогено, односно лекарски, од одредени причини се јавила менопаузата. Значи, менопауза е немање 12 месеци циклус. Пред менопаузата и по менопаузата периодот кој што може да трае од 5 до 10 години, значи може да трае доста долго, и пред и по се нарекува перименопауза. Значи се околу менопаузата е перименопауза. Кај кого како ќе почне се зависи нормално од многу фактори. Значи од фактори, од генетика, која што сите сме подложни на генетиката, до околината во која што живееме, работиме, од семејството, од многу, навистина многу фактори, така да сите ние жени, кои што сме веќе, да кажам, повозрастни, сме прошли некаков вид на перименопауза, кој полесно, кој потешко. Симптомите навистина може да бидат најразличити. Најчесто, ако земеме предвид дека менопаузата настапува околу 51-та година од животот, некаде околу 45-та-6-та година веќе може да се јават тие први симптоми. На перименопаузата. На перименопауза, да. Значи, вие веќе просто едноставно не сте она што сте биле, да речеме, на 35, на 25 и така натака. Значи, може нешто да се јави кој што реално нема некоја основа органска. Значи, ние сме здрави, лабораторија здрава, меѓутоа имаме рани и касни симптоми. Меѓутоа, нешто со нас се случува што просто едноставно не личиме сами на себе. Во главном и најчесто проблемите се поврзуваат со спиењето, значи имаме проблеми или со заспивање, или со траење на сонот, кој што се препорачува да биде 5 сати, или пак со рано будење, или будење во тек на ноќта па продолжување, значи промени во сонот, промени во расположението. Денеска имав една пациентка која што вика, не сум јас, ја реагирам со анксиозност, со вознемиреност, иако ја живеам во оваа средина и немам контакт многу со луѓе многу, значи она живее во некако малку сепак затворена средина, не е како ние лекарите да имаме по 30 на пациенти дневно и плюс колеги, сестри, болничари. Она ги знае луѓето, меѓутоа пак кога некој нешто ми каже, јас се вознемирам, па вака се тресам. Знам дека човекот не е лош, дека ете сака се да се заврши на време, меѓутоа мене тоа ме вознемирува, а не било така понатака. Дали можам некако да си помогнам? Што да направам? И ние сега тука
Можеме секако да ја одговориме конкретно на ова прашање, меѓутоа, јас предно 10 на 15 дена слушав едно предавање од професорка која што работи во Стенфорд универзитетот во Соединетите Американски држави и која што успеала пред 12-13 години да направи поликлиника, односно клиника за перименопауза. Значи, Тоа говори всушност колку е интензивен и важен овој период. Важен и колку многу жени го минуваат. Ние сите го минуваме, кој поедноставно, кој потешко, меѓутоа ние сите го минуваме. Значи, она успеала да го тоа синхронизира, затоа што таму сосема поинаку здравството функционира, да го синхронизира и да соработува. Таа беше по професија и е по професија гинеколог, кој што е професор по гинекологија, меѓутоа решила да се посвети токму на ова, да речам на некој начин, многу ранлива група на жени пациентки, кои што од проблеми со сон, од проблеми со комуникација со средина, од проблеми со концентрација, од проблеми со заборавност, да, велат brain fog, односно матен мозок. Маглен мозок, така. Матен мозок, значи магла во мозокот, да, значи повремени заматувања, до нешто посериозни, па вртоглавици, па главоболки, па проблеми, да кажам, на во интимната сфера, така да навистина секоја жена е приказна за себе. Сите ние не можеме и во медицината, никогаш не е така како што книгите велат. Не секогаш 2 и 2 е 4. Не секогаш, многу често не е. И дефинитивно и самиот лекар му треба време да, како и за многу други работи, просто едноставно да стекне искуство во одредена област. Така, многу жени велат дека чувствуваат дека го губат умот, дека полудуваат, а всушност се во перименопауза. И сега дали секогаш лекарите знаат кај да ги упатат, или да им помогнат, да препознаат за што се работи. Така. Значи, често пати завршуваат кај невропсихијатри, односно кај психијатри, сега имаме и многу психолози, кај кои што може би си го бараат чарето, меѓутоа ние не сме баш научени на некои психотерапии, посебно во јавното здравство, затоа што просто едноставно државата нема пари да некого плаќа да разговара 1 сат со некого, па да го води низ некоја сеанса, него сме научени да проголтаме некој лек и да бидеме така посрекни, да ни се смират тегобите и се обратуваат кај матичните, значи тоа е редот на нештата кај матичните кои што исто се обидуваат, значи прво основна лабораторија, а понатака и многу често, значи се упатуваат кај невропсихијатри, приватни, државни, јавни, да речеме, па потоа може да се јават проблеми со циклусот, она што веќе спомнавме, значи циклусите може да бидат нередовни, и тоа да трае 5-6 години, циклусите може да бидат пообилни, почести, што ја вознемирува жената и се упатува кај гинекологот да побара совет, што е и во ред. Значи, најновите толкувања и упатувања одат во тоа дека веќе после 40-та година секоја жена треба да направи ехо на градите. Веќе после 50-та, 60-та контролите се прават на градите, меѓутоа гинеколошкиот преглед е многу важен и посебно ехото на матката и јајниците, каде што постои опасност од појава на карцином со возраста на матката и на јајниците, така да веќе на многу порана возраст се прави тој скрининг и имаме, значи, нешта кои што течат под покровителство на разни владени и невладени организации, каде што имаме ран скрининг, на пап тестови, на карциноми, меѓутоа пап тестот, не знам колку ви е познато како тоа изгледа и што добиваме ние со пап тестот. Пап тестот покажува одредена област од внатрешните гениталии, меѓутоа мора тоа и со ехо да се види, така да реално, значи, тука се и гинеколошките проблеми кои што може да ја вознемират, тука се емотивните проблеми кои што може да направат да има недоразбирање со семејството, со најблиските, да просто нема трпение да ги сослуша, да ги разбере работите. Тука е заборавноста, па мислат, леле, ја имам деменција, имам Алцхаймер.
сепак се тоа болести кои се поврзуваат со покасната животна возраст и ги испитуваат колегите на неврологија. Факт е дека ни се случува да трнеме у кујна, па се заборавиме зошто сме трнали у кујна, па се вратиме, па се отидеме повторно и откриеме што всушност сме барале. И тоа мислат добар дел од, да кажам, пациентите, дека е нешто што е на некој начин предвидување дека јас сега ќе одлепам, па што ќе се деси со мене, па една фама, старачки домови, едно, друго, трето, што апсолутно не е вистина, така да просто едноставно треба да се помириме дека тој дел од животот треба да го избуткаме. Како што сме буткале млади за некои други цели, со некои други амбиции, ова нешто треба да се издржи. Протурка. Така, професорке, но падот на естрогенот влија често пати не само на гениталиите, еве ви ќе споменавте промени во циклусите, вагинална сувост и така натаму, туку и на мокрењето. Кај некои се јавуваат проблеми како што се циститите, честите инфекции, подмочувањето, уринарната инконтиненција. Дали се тоа е поврзано всушност со периодот на перименопаузата и хормоналниот дисбаланс? Значи може и со многу посериозни нешта да биде поврзано, меѓутоа факт е дека естрогените хормони имаат своји рецептори во нашето тело. Добар дел од рецепторите на естрогените хормони се во нашиот мозок. А како што знаете, мозокот диригира со се она што е под мозокот надоле. Така да, меѓу другото, значи инконтиненцијата, од која што ги има неколку видови на инконтиненции, може да се јави у периодот, просто едноставно ние кога губиме колагенот. Оно што гледаме на себе, гледаме помада, па нешто масажи, па козметичари, меѓутоа колагенот се губи насекаде. Кожата се зврчкува, слузниците се сушат. Значи промените си внатрешни и надворешни. И сега на нешто можеме да се мачкаме, на други работи не можеме да се мачкаме, да си помагаме. Значи, инконтиненцијата може да биде исто знак на перименопаузата, со тоа што жената може да има инконтиненција, да не стигне до тоалет, да добие нагон, да не стигне до тоалет, или пак просто едноставно при кашлање, кијање, кога го зголемуваме внатрешниот притисок на органите, зашто киваме или кашламе, може да и се испушти малку мокраче и тоа исто така да речеме оптоварува во зависност од онаа функција која што има во секојдневниот живот, сепак се тоа млади жени, веќе под млади подразбираме под 60 на години, така да тоа е проблем. Проблем е и интимниот однос во однос на сувоста, да речеме, на губиток на колаген, болен и непријатен и секако. Да се изгуби либидото, желбата за интимност? Либидото, тоа беше врзано со мозокот. Либидото може да просто едноставно некој да го нема никогаш во живот. Вие знаете дека има парови кои што функционираат како брачен пар, па може имаат деца, меѓутоа сексуално не функционираат. Значи има и такво нешто, не е се тука работи за либидо, тоа е просто до личноста. Меѓутоа, факт е дека и мажите, не само и жените, проаѓаат низ периандропауза, да речеме, и они губат хормони. Но не така нагло. Не така нагло и не така долго, да речеме, и онда они наоѓаат некои други начини, меѓутоа, факт е дека старееме, дека годините проаѓаат и дека секоја година која што добиваме плюс во животот, треба да ја сваќаме дека сме срекни што сме живи и што сме здрави. А нашето здравје зависи пред се од нас самите. Значи не може нас некој да ни каже правите ова, правите она, ако ние сами не си преземеме нешто во своите раце и просто едноставно си ги бркаме работите, бараме помош од еден, друг, трет, матичниот е тој кој што упатува, кој што дава совети, ќе дојдат и кај нас на клиника, ние ги одредуваме сите хормони, значи, меѓутоа оно што јас сега скоро, значи, разбрав и вика, нема потреба да вие ги имате овие симптоми и да вие проверувате хормони. Значи, самата симптоматологија која што е врзана, за ова за се што зборувавме, губиток на концентрација, на меморија, краткотраен губиток на меморија, неможност да се читаат долги книги, да не може да се продолжи при читањето, губиток на колагенот во однос на кожата, сето тоа на некој начин треба да го сватиме како дел од животот. Просто и едноставно. Значи да си продолжиме натаму, да побараме совет и да се контролираме. Значи да ги правиме контролите кај гинеколог, кај
рентгенолог, да се види ехо на гради, да се направи мамографија. Сега имаме многу и приватни болници, така да имаме каде да направиме сето. Што доколку симптомите се преинтензивни, особено топлите ненадејни бранови, налети на топлина, ноќно препотување и слично, кои што драматично го нарушуваат квалитетот на животот? Ноќното препотување е врзано со старењето и со доближувањето на одредени региони во мозокот во однос на концентрацијата на естрогени рецептори. Значи, пак е тоа со естрогените врзано и сега имаме најразличити видови на препотувања, а не само препотување, туку и така наречени валунзи, односно топли-ладни таласи. Значи, од нешто што е ретко, на недела дена, на месец дена, до нешто што може и 10 пати дневно, да трае кратко, или пак да нешто дојде директор така на голема фирма, вика, ја држам некоја презентација, јас сум наеднаш како облеана со вода, како да ми историл некој кофа вода. Значи, она што американците го препорачуваат за такви тешки, да кажа, тешка некоја симптоматологија во однос на перименопаузата е хормонската заместителна терапија. Со тоа што кај нас таа не е многу популарна, значи јас пред 23-4 години, 25 години докторирав на тема хормонска терапија кај жени во менопауза. И имав групи жени кои што во зависност од тоа дали имаат матка или ја немаат матката, ја изгубиле на 35 години. Греото е да ви оставите жена на 35 години да нема циклус или да ги нема хормоните, она не мора циклус, али хормоните да ги има, треба да ги дадете. Ако ги дадете хормоните, треба да следите таа жена. Значи, тука треба она да најде, мој термин, па пак да дојде, на контрол. Нема тука прескокнување контрол. Нема, тука веќе се контролира и крвта, да немаме некоја зголемена коагулабилност, бидејќи контрацепцијата може да направи тука проблеми, па некоја белодробна емболија, некој инфаркт. Значи мора да се провери крвта, па треба гинеколошкиот преглед, па да се направи мамографија, да се следи. Зголемува ризик за карциноми. Зголемува ризик за тромбози, меѓутоа факт е дека некои жени навистина имаат многу сериозни проблеми и мора да ги поставиме на хормонална терапија. Значи хормонската терапија не е за сите, туку само за специфични ситуации. Не е за сите. Некој си ја проаѓа менопаузата, не ја ни чувствува, апсолутно. Значи просто едноставно, значи си пролетува низ менопаузата во однос на хроничните компликации, тука се остеопорозата и кардиоваскуларните заболувања. Жените во репродуктивниот период се всушно заштитени од кардиоваскуларни заболувања, но тука сега штитот паѓа. Тука паѓа и тоа добро паѓа и онда тука, значи дури повеќе имаат од мажите, значи тука е липидниот профил пореметен, коагулационите фактори се пореметени. Значи се зголемува холестеролот, да појасниме. Мастите во крвта се зголемуваат до перименопауза. Значи тоа е она што се ние малце поправаме, дебелееме и викаме па да сме здрави, сега малце подебели плюс минус, не е ништо страшно. И јас малку се смеам, ги тешам моите пациентки, викам Дима куче зашто да ве уапа, иначе нема Дима зашто да ве уапа кучето, мислам така. Малку ги тешам, да, тешам така. Со хумор. Па мора малку. А инаку колку килограми се очекува жената да се поправи во периодот на перименопауза? Значи не се очекува, колку се очекува, некаде околу 10% во однос на она што имала во младост. Значи ако вие стартирате со 50 кила, вие убаво 5 кила до 10 евентуално. Значи, тоа е нешто, да речеме, на некој начин здраво. Метаболизамот е поуспорен, физичката наша активност е успорена, она што сме вежбале, што сме трчале, што сме оделе. Ние сега препорачуваме и за нашите пациенти со диабет пола час дневно, брзо одење. Значи, она што сме го правиле, реално се успорува сето тоа. Може би сме и малку уморни, па ете така немаме време за тој половина час да прошетаме. Може би малци нашите улици се така виновни што има доста дупки, па се плашиме да не паднеме и скршиме нешто. Изговори така, да. Тоа е проблем, да. Сето тоа си е врзано, мислам и со годините, во принцип, значи веќе над 70-та година, кога беше тоа е више период на старост, веќе почнува да се јавува една нова, релативно нова терминологија на саркопенија. Значи тука веќе се губи мускулната маса, тука веќе коските стануваат многу послаби и просто ќе видите наша баба, дедо се стопиле, вика, се стопиле. Тој бил маж висок, крупен,
станал половина човек. Таа била исто голема жена и она се стопила. Да, била се смалија, да. Да. Секаде, не само висина, и во ширина и се, веќе нема ресорбција во дигестивниот тракт како што била, значи може да јадат пуно, а они не се дебелат. Она што правевме муабет кој како се дебели, факт е дека метаболизамот е успорен, меѓутоа факт е и тоа дека околината со начинот на исхрана и она што сега ни се случува порано помалку, додека сме имале баби, мајки и така дома да готват, сега се јаде фастфуд, се купи нешто па се јаде дома. Значи цело семејство јаде бурек со месо, со едно со друго. Начинот на исхрана прави да ние се дебелееме просто едноставно и оно што го среќаваме кај диабетот, значи не може никој верувајте не може да има 130-140 кила. Ако има некоја висина просечна македонска, не зборам за американци, скандинавци и така натака, кои се големи и крупни луѓе, а да дојде да каже не јадам ништо. Значи не може, он јаде. Јаде, само не е свесен дека тоа се прави еднаш во денот, а треба 5-6 пати дневно да се јаде. Или 2 пати, малку е. Треба ужинки, треба на 3 сати помалку да се внесува. Просто едноставно да се мисли на себе. Не да се обрнеш на доктори, него ја ќе жвакнам малце, па пак ќе јадам малку, па пак малку, па ќе ручаме заедно. Меѓутоа факт е дека ние имаме и повеќе видови, не сто видови, значи имаме начини на функционирање во семејството. Значи, да речеме во албанските фамилии се чека таткото да дојде дома у 5-6 и сите да седнат да јадат. Така се јаде у 5-6. Јас у некое време со моите родители го работеле до 2 до 3. Сме јаделе у 3-4. Значи, времињата се менуваат и луѓето се менуваат и ние треба да се прилагодиме на она што го живееме. Така. Просто едноставно. Ке ги вклучиме гледачите, тоа момент, почитувани, емисијата е контактна, можете да се јавите и да поставите прашања кои што поврзано со темата на која што говориме. Но и жените кои што внимаваат на исхраната, велат дека во перименопаузата почнуваат да таложат масти на невообичаени места за нив дотогаш, обично околу стомакот. Затоа треба да вежбаат, просто едноставно. Значи, имаме апаратна клиника, меѓутоа не можеме во оваа рутина која што имаме и оној број на пациенти кои што ги имаме да го комплетно користиме. Имаме сега и апарат за одредување на дебелината, колку имаме масноти и колку имаме мускулно ткиво, значи тука е многу битно како е соодносот. Значи, пред едно 2-3 недели имавме еден маж кој што сопругата сака да биде он послаб. Меѓутоа човекот беше американец и е американец кој што работел како дрвосеча, па работел како рагби играч, па работел како значи физичка многу јака работа, он е целиот мускули. Он има body mass index висок, меѓутоа нема масноти уопшто. Значи ние ги ставаме на машината да проверите. Да видиме како се и вика што ќе му кажеме нему да слабе човекот нема малтене грам масти. За разлика. Значи конституција во прашање, така? Па тоа е од вежбање, од физичка активност, од тоа што он го работел. Додека пак имаме и пациенти со 45-50 body mass index кои што доаѓа возрасен маж со мајка за рака, не може да се качи на апаратот за мерење. Не можеме да го измериме колку е он тежок. Така да, мислам, дебелината како проблем, факт е дека станува се по-присадна во нашата околина, просто едноставно затоа што сме малку комотни и нешто влечеме од старо што ни одговара, нешто ново прифаќаме. Значи, реално, помладата генерација, јас верувам дека ќе бидат поумни и така ќе внимаваат повеќе, меѓутоа никогаш не треба да се престане. Кога споменавте дебелината, тука ќе ја споменам и тироидната жлеза. Се повеќе жени имаат проблем со нарушена функција на штитната жлезда. Дали хипотиреозата може да доведе до порана перименопауза, а со тоа и до побрз влез во менопауза? Дали е тоа поврзано? За жал, хипотиреози имаме се почесто. Порано се работеа во главном на Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија. Сега се сите речиси усмерени на мојата клиника. Факт е дека не треба толку чести контроли да правиме, дека се работи за автоимуно заболување, кое што во главном жените ги погодува и кое што лесно се држи под контрола, има терапија и она старото, ако има лек, има и век. Апсолутно луѓето може да останат цел живот на таа терапија субституциона за тироидната жлезда.
Така да со менопаузата и перименопаузата може да се јави во тој период, меѓутоа во главно се јавува кај помладите жени. Так. Може да ги потенцира задршката на течности и дебелината и отоците. Кај тироидејата имаме отоци околу очи, целото лице, да не кажам на некој начин оттечено, имаме отоци и по рацете, така да после нема поинако и они се и успорени во говори, во мислење. Меѓутоа, за среќа, колегите кои што се матични лекари се почесто ги препознаваат на време. Почнуваат сами со терапија и си ги водат, кај нас доаѓаат на контроли, меѓутоа апсолутно е ставена таа проблематика под контрола. Да ги слушаме прашањето од гледачите. Ајде. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до водителката. Благодарам. Ве поздравувам прво. Едно прашање. Да го намалите тонот на телевизорот. Сега, момент. За да можеме нормално да комуницираме, бидејќи слушам ехо. Така? Ало? Сега можеме да го слушнеме прашањето. Така, едно прашање до докторката. Имам 53 години. Така? Више сум во менопауза. Сега, дали може менопаузава да прави напнатост, подуеност, болки на мускулите во нозете? Тоа ме интересира. Така? Да. Професорка, што велите? Може, апсолутно може. Меѓутоа, на различити нивоа треба поинако да се делува. Значи, не е добро да застанеме, просто едноставно треба да се движиме во однос на болките во нозете. Болките во зглобовите, болките во колената и колковите. Колку е човекот поподвижен, он толку подолго ќе може да оди, ако зима малку и суплементарна терапија, калциум, D-витамин, магнезиум, тоа ќе биде многу, многу полеснето. Отокот, кој што некогаш го чувствуваме, знаат жените да кажат како подуена сум. Ја викам, не сте подуени, имате балон навнатре направено, од мастика балон имате или лубеница сте голтнале. Меѓутоа, задршка на течности може да има. Некои жени посегнуваат по терапија, да речеме нешто за мокрење, додека пак други жени просто едноставно си се раздвижуваат повеќе, внимаваат на внесот на сол, тоа е физиолошки нешто што внесуваме, зошто ни треба многу солено да јадеме, така да отоците спласнуваат. Отокот на стомакот и у тој дел и на желудникот и можеби некој вид и неподнесување на храна може да биде резултат и на промени во желудникот кои што со возраста стануваат се почести, гастритите се почести со растење на возраста, да се провери хеликобактер пилори, да нема некој воспаление кое треба да се лекува, така да на секој ниво постои начин да се делува и на некој начин да се олесниме, а да не речам дури да излечиме. Ајде да го слушаме следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ивон Саудравович, поздрав до докторката и до вас, до цела екипа. Благодарам. И јас немах проблеми со менопаузата, изгубих го на 50 години, а сега јас сум 68. Така. И сакам да питам сега, зашо ми се дуват нозите од како изгубих, имам проблеми со висок притисок, мислам нисок, висок, варира. И кажам, мръсноти имам, замасен црн дроб, од како изгубих, на 50 години го изгубих. Така, ви се јавија низа здравствени проблеми откако ви прекина менструалниот циклус и влеговте во менопауза. Не, јас немах со проблеми беше ми на 14 јануар, другата година памден 14 јануар и изгубих го и крај на 50 години го изгубих. А јас сум 68 година. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. 68. Што можете, професорке, да советувате за нашата гледачка? Госпожата изгубила циклус некаде, кога е очекувано, некаде и во светски рамки, 50-51 година. Да почнеме од незините тегоби, спомна дека има отоци на нозете. Зошто се јавуваат отоци на нозете во најчести физиолошки, да кажам, бенигни ситуации на двете нозе, може да се јават отоци од недвижење. Бидејќи венскиот систем на нашиот организам е пасивен.
За разлика од артериите, каде што крвта доаѓа од срцето и срцето пумпа крв и иде по целото тело, по мозокот, по нозете и така натаму, се распространува каде што е потребно, се врши размената на кислород со локалното ткиво, по венски пат таа иста крв треба да дојде кон срцето, односно кон белите дробови, да се тука збогати со кислород и пак да се упумпа на другата страна на срцето и да тоа тече како круг, нели, 68 удари на срцето во минута. Меѓутоа, вените, за разлика од артериите, немаат потисен орган, како што е срцето да ги притисне и да ги избутка и тие брановидно да се пренесат, вените се пасивни. Значи, тие нема активно движење кај нив, тие имаат така наречени залисци, значи, нешто, ако оди крвта нагоре, венски од нозете нагоре, конкретно, имаат како залисци каде што крвта си се качува кон срцето, нагоре оди. Меѓутоа, ако вие немате движење на нозе, ако вие седите постојано, вие ќе имате застој во нозете. Вие немате циркулација во нозете, вие немате движење. Може и да ве болат нозете, вие добивате кислород, али таа крв не ја враќате назад. Ако вената е преполна со крв, не е вратена назад со движењата наши, онда настанува искачање на течноста надвор од вените, значи се потиснува, тој интравенски притисок се зголемува и се цеди течноста во околното ткиво и мускулот оттекува, коленото оттекува, надколеницата оттекува. Значи сериозни последици може да доведе отсуството на физичка активност. Затоа вие веќе лекарите ја препишувате како терапија. Како терапија веќе, како терапија, значи има моја многу блиска која има 89 години, значи не е престаната да се движи. Викам, како успеваш, како можеш, кој ти е советот да еве вака, значи таа се зима торбата, онаа голема торба, оди на Битпазар, прави шопинг на Битпазар, со автобусот авталиче, купува што и треба, знае каде што купи, со такси се врати. Како успеваш, како успеваш? Вика, мојот совет е никогаш да не застанете. Ако застанете, тешко ќе продолжите. Понатаму, така. така да тоа се приказните кои што ете од нашите стари останале и треба да се придржуваме. Не сепак тука постои една голема мудрост која што треба, животно искуство, животна мудрост. И така, она нема отоци на подколеници, плюс дебелината како таква. Значи, викам, ако имаш ти 100 кила, а ја имам 60, значи ти носиш уште 40 кила плюс цимент на грбот. Не само на пршлените, на колковите, на зглобовите доле. Товар на цело тело. Товар. Значи и на тежината. Сега може би јадите, викам, немојте да имате некои ригорозни и нашите диети кои што ние како диети ги даваме на клиника, одат во прилог на тоа дека речиси се може да се јаде во мали количини, дека нас јаглено-хидратите ни се потребни, меѓутоа не во форма на тулумби и баклави, туку форма на овошки, во форма на леп, во форма она што е пропишано, во форма на млеко и така натаму, така да апсолутно некои ригорозни диети и нападствија кои што просто едноставно мозокот го оптоваруваат, не се потребни. Нема потреба таков. Нема потреба драстични некои. Туку само умереност и почесто и помалку. Ето тоа е така. Да ги слушнеме и останатите прашања од гледач. Мислам дека нема да имаме простор да го завршиме концептот што го предвидов за денеска, но секогаш гледачите имаат предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво да ве поздравам докторката и водителката. Благодарам. Прекрасна емисија. Благодарам. Јас би ја прашала докторката како делува пред менопаузата на нервниот систем. Јас 10 години пришла во менопауза, мислам тоа е веќе поминато, ама со нервниот систем има мака. Се уште и мислам дека си го поврзувам со тоа. Така. Ви благодарам за овово прашање. Дали може толку долго да трае? Да, може ли толку долго да трае? Ова е едно одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма и имајте пријатен ден. Професорке, колку долго може ова да трае? Па може бајки да трае. Да? Значи, апсолутно нема правило. Нема правило, некои апсолутно не ги чувствуваат и многу лесно, дури не се сеќаваат кога имале последен циклус. За разлика од други кои што, значи, зборуваме сега за менталниот склоп, не зборуваме за нервниот систем, кој што е невролошки, кој што старееме и нервите стареат и сето тоа, брзината на
реагирањето на одредени дразби, зашто се прават контроли здравствени, да речеме, на возрастната популација над 70 на 2 години, над 80 секоја година. Значи, реагирање, гледање, сето тоа е нервен систем кој што е врзан со старењето. Се не сме ние више менјање брзини, не знам што, реагирање на возење на точак и така натаму. Значи, тоа е нервен систем. Додека она што рековме во однос на психата, па просто и едноставно, затоа постојат и лекови кои што не прават, да речеме, не прават зависност, кои што помагаат да овој критичен период полесно се совлада. Ја мислам дека веќе и колегите матични, семејни лекари може тука да помогнат со одредена блага терапија. Професорке, хормонската терапија, доколку се даде кај жени кои што се во перименопауза или менопауза, се соочуваат со психички тегоби. Дали тие ќе исчезнат откако ќе се земаат хормоните? Апсолутно. Да? Многу се добри, али затоа имат и многу контраиндикации. Значи, ние немаме палета, односно никој не се зафаќа да работи на тоа поле. Јас се обидов многу одамна, меѓутоа тука треба еден конзилијарен пристап кон пациентите, еден кохерентен пристап. Тим од доктори. Тим на доктори, што ние не можеме во наши услови. Значи, како што веќе кажав, треба да се следат одредени параметри, меѓутоа, ние имаме хормонска терапија, кој што колегите гинеколози, кои што најчесто се срекнуваат, ја даваат со многу голема предпазливост, ја даваат до 2 години. Ова што јас слушав сега во Америка што се случува, значи они од првите тегови они почнуваат со хормонска терапија веднаш, меѓутоа тие имаат така наречени ханзапласти, односно фластери. Лепенки се тоа. Лепенки. Хормонски. Печеви, така. Преку кожата се. Кои што се стават на нога, на рака, ваму таму и они дури, значи тоа парче на хормони кој што е соодветно дизајнирано во зависност од тоа дали треба да се продолжи со циклуси, дали е за млада особа, дали е тоа за постара особа која што не треба да има веќе циклуси. Значи, они дури и тоа го делат и го цепкат на 2 дела. И лепат. И они се срекни. Со половина... Со мала, минимална доза. Минимална доза, меѓутоа, кај нас е тоа со многу голема резерва. Ние ги немаме тие фластери, може би во нашите околни земји жени имат. што ги набавуваат од соседните земји. Тие што биле надвор, тие веќе знаат. Значи, јас имам и колешки. Исто така става половина од лепенката и вела дека одлично се чувствуваат. Јас сум окей. Меѓутоа, јас имам и колешки кои што примале терапија, следеле се што треба, 5, 6, 7, 8 години и посебно, значи, интелектуалната мој концентрацијата, држење на работите под контрола, значи делувањето на мозокот, супер. Меѓутоа, има и многу големи ризици, така да треба да се да се извага. Имаме уште еден гледач, во едно последен во денешната Тилма амбуланта, бидејќи имаме само 3 минути до крајот на емисијата, јас сакам да ве прашам и за фитоестрогените. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до професорката и до вас водителката. Благодарам. Убав ден. Сакав едно прашање до професорката. Јас сум 75 годиште. На 42 години, значи последно наеднаш ми прекина влегов во менопауза. Дали може да е од стрес и од тогаш притисокот ми варира? Имам отоци на нозете, сама на своја рака си зимам порацемид за мокрење. Дали да ми кажете што понатака? Дали имате некој прашање само? Подпрашање? Немам, докторката да ми, професорката да ми каже. Професорката сака некој подпрашање да ви постави во однос на има генетика. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Има генетика во раната менопауза. Има јатрогена причина за рана менопауза, за жал, со растот на бројот на карциноми кога мора да се извадат гениталиите внатрешни. Така да 42 години според мене е сега е поместена границата, значи не под 45, под 40 години е рана менопауза. Тоа е веќе и рана менопауза, посебно ако ги имате симптомите. Значи стресот може да влие, меѓутоа пациентите знаат да прашат и дали диабетот е појавен од стрес. Сите не имаме стресови, меѓутоа еден и стрес не делува исто на мене и на вас. Значи, организамот поеднакво делува, мислам, реагира на тој стрес. Стресот може да доведе до рана менопауза, најчесто смрт на некој близок, така да е можно да тоа настанало. Во зависност од симптомите ќе се даде терапијата. Значи, ако има многу изразени симптоми, они сами доаѓаат и викаат дајте ми нешто, помогнете ми. Меѓутоа, се зависи, значи, од симптомите, не од настанокот и од
Она што ќе се случува понатака е факт е дека раната менопауза носи ризици од оние компликации многу порано да се појават отколку што би се појавиле да има менопауза на 51 година. Па од друга пак страна, касната менопауза на 55-6 години настаната носи ризик од карцином на ендометриум, на јајници, така да затоа треба да се следи како што треба редовно, бар на годишно ниво. И моето последно прашање за денеска е што велите за фитоестрогените, односно естрогените од природните, растителните естрогени, од некои природни извори? Во некои времења дамнешни значи имаше литература дека они помагаат, меѓутоа во студии научни тоа не е потврдено. Само хормонската терапија е потврдена како нешто што помага. Фитоестрогените просто едноставно човек некогаш, ние викаме плацебо ефект, мислиш дека пиеш нешто, дека тоа ти помага и ти си добар. Значи може да се пијат, држи една друга работа. Значи имаме растителни С-витамин, да речеме, некој С-витамин од шипки. Тоа е нешто најпросто и наједноставно. Меѓутоа, шипката што расте у Западна Македонија и шипката што расте у Источна Македонија не содржи исто количество на С-витамин, не е и составот на фабриката која што ги произведува, колку се ресорбира, како се ресорбира, така да секогаш со мала доза на непредпазливост, туку немојте многу да очекувате. Пробајте, ако ви е добро, земете. Ако не ви е добро, немојте да земате. А има ли некои прехранбени продукти кои што содржат во себе фитоестрогени? Има, углавном се тоа јапонските жени не старијат и подолго време, тоа е во однос на исхраната. Ние баш немаме значи такви некои тофу и некои листови, соја и алги и нешто така кое што има. Меѓутоа ние тоа баш у нашата исхрана македонска го немаме. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Одбравте прекрасна тема, многу важна тема, бидејќи ја засега на вистина секоја жена. Нема жена која што нема да помине низ овој период живота. Ни покрај тоа што некои смета дека ако се храна здраво, вежбаат, може би ќе можат полесно да поминат. Но нема да го поместат почетокот на овој. Нема да поместат, али ќе поминат полесно. Ама ќе поминат полесно. Така, ви благодарам за гостувањето уште еднаш. Благодарам и вас на повикот. Ким се заблагодарам и на гледачите што беа и денеска заедно со нас во Тилма амбуланта. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.